Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. И Македонија официјално добро утро, точно е 7 часот и 30 или 31. 30. Точно е 7 часот и 30 минути се уште. Добро утро и добро ни дојдовте во уште едно ново издание на Звук што се гледа на Радио 2 и на македонската радио телевизија. Тоа значи дека само едно ги палиме микрофоните и камерите за уште едно ново утринско издание на емисијата директно во етерот на македонската радио телевизија. Верувам дека се е подготвено за старт на денот. Ако сте во движење во моментов, добро утро уште еднаш. Ако сте дома, уште подобро нека биде утрото, можеби втора смена на работа. Нема побаво тоа. Нема побаво. Понеделнички. Јас и Зорка ќе ве дружиме со звук на брановите на Радио 2, но истовремено со звук и слика секако се гледаме и тука и овој следен половина час на македонската телевизија. Така, понеделник е 8 јуни, она кое што знаме дека за почетокот на оваа работна недела веројатно ви е потребно малку повеќе кафе, да не речам 3 дупли кафења, ама многу е да не претераме, ама утринската екипа на Радио 2 подготвена да ве расуниме баш онака како што треба. А зошто овој понеделник треба да биде по-посебен од другите, те прашувам. Дали знаеш? Сега знам, ама ќе те оставам тебе да кажеш. Имаме сценарио, секако дека знаеш. Така е, дека знам. Но дали некогаш пред, еве јас на пример денес дознав дека е светски ден на најдобрите пријатели, нема видено до сега. Не можам да се сетам дека претходно сме зборувале за овој ден, Добре. а е толку убав и толку важен заради тоа што без најдобрите пријатели едноставно животот не би бил такав фин. Токму така, денес светски ден на најдобрите пријатели, па затоа мислам дека е добро време, уште сега, ако сте во можност да го земете телефонот, да му се јавите на најдобриот пријател, да му патите некоја убава директна порака, да му кажете дека ви значи, дека сте тука за него, најдете време да испиете кафе, да испиете пивце и така натаму и секако чувајте си ги најверните пријатели, бидејќи денес таква сорта на луѓе ретко се наоѓа. Јавно признание, Зорица, навистина си мој најдобар пријател и ти благодарам за тоа. Сакаш да ти се јавам сега да ти кажам? Па може да ми пишеш порака на програма, со ако сакаш. Ќе ти пишам порака. Ама меѓувремено додека Ванечи ми пишува порака. Те изненадив, добро, джингл, да, джингл. джингл. А да видиме како ќе биде времето оваа работна недела. На почетокот многу оптимистично, како поминува неделата, постојано се менуваат временските, ама она кое што гледаме дека конкретно неделата најверојатно за жал ќе имаме дожд. Меѓутоа, таква е пролета, малку сонце, малку повеќе сонце, малку дожд. На понеделник, вторник и среда овие 3 дена ни служат како еден вид на загревање. Четврток е денот кога ќе гориме, а од четврток ни очекува вистински пик на топлотен бран, сериозни 35 степени, но од утрово веќе гледам дека е можно да имаме и дожд четврток и петок. Сега имам надеж дека можеби ќе се сменат работите, ама работите не се имаат сменато многу од претходните состојби на патиштата од изминатите денови. Колеги од режија, навистина ништо не ве слушаме, нешто ни кажа во слушалка, сега ништо не ве слушаме во моментов, но да се вратам јас на добро се шалел колегата Иво, најверојатно имаше некоја досетка, ама навистина не успеав бидејќи бев концентриран на тоа што ми е следно да го кажам. Така. Во моментов ако видам во Скопје што се случува, имаме сериозен метеж на сите главни сообраќајни артерии кон центарот на Скопје, тоа го покажува и мапата на Google. На неколку главни булевари веќе се прави она стандардна понеделничка колона каде што се вози само во прва или втора брзина. Имаме влез на источниот влез од градот во моментов поголема гужва кај клучката Автокоманда и Маџари, раздвижено и на Киро Глигоров кон Автокоманда, што се однесува до патиштата низ државните, сообраќајот се одвива по претежно суви коловози, а интензитетот утрово е умерен на сообраќај надвор од градските средини. И поголема гужва имаме утрово повторно на Миладиновци, ни пријавуваат слушатели. Затоа ќе го искористиме понеделнички овој сообраќајен колапс, наместо нервозно да тапкате во место, едноставно искористете ги овие неколку минути додека не возите, да може ви пишете порака на вашиот најдобар пријател или се јавите, се чуете, така што го користиме целото време кое што ни располагање, дури гужвата некогаш може да биде од корист. Ете така, се согласувам. Добро утро, звук што се гледа на Радио 2.
Овој прв дел од звук што се гледа на Радио 2 ќе го заокружиме со честитка до основното музичко училиште Стефан Гајдов од Велес, кое што слави убав голем јубилеј, 80 години од постоење. Што да кажеме, освен на вистина прво секоја чест за овој јубилеј, 80 години не е мала бројка, 8 децении токму луѓето таму создаваат македонски музички таленти, а токму вечерва го имаат и вториот славенички концерт на кој ќе настапат поранешни ученици од ова училиште. Затоа уште еднаш среќен јубилеј до музичкото училиште Стефан Гајдов од Велес, па време е кога веќе честитаме да си ја најавиме и првата песна. Така, како подобро нешто би се споделил до некој радосен момент, а ако не го прославиме со музика, на тема музика имаме нешто кое што сум сигурна дека ќе ви се допадне. Тамара Игор, Лавиринт. Абе, не можем Тамара да ја најдам, да не знаеш кај е случајно? Тоа ти е многу добро прашање, Тијанска, и јас многу сакам да знам кај е сестра ти, ама кога ќе ја најдам. Што се случило? Што се случи? И го дав вчера джипот за снимање на некој спот. Абе ти не знаеш каков ми го вратија. Каков? Каков? Сега ќе видиш каков. Па она жива е? Она е жива, джипот не е жив. Сега ќе видиш катастрофа. Гле. Леле. Партијамото на ми го земале. Гле. Гледај бе, човече, гледај. Мајко мила. А? Леле, џуџи, па она не е нормална. Добро ја се разбирам, они малце се дружеле, се заиграле, снимале, ама ја претерале. Знаеш што, нека жива и здрава. Дете. Ајде. Нема утро, а да не ме будат со ништа излажани од стварноста. Не давам ни кривци да ми судат. Малку ми е многу, многу ми е доста. Нема веќе со себе да носам куфери исполнети со глупости. Браун високо му да му простам, ама нема никој мене да ми прости. Баш е скот, беби животот. Јас сум горчлив пелин, ти си пеперминт. И баш е скот универзумот. Ние тројца сме во лавиринт. Овој лажен лавиринт нема крај. За него треба сетило шесто. И колку и да бараме излез, пак си се враќаме на исто место. Од денес почнувам со борбата. Доста беше глобата во торбата. Излегувам од него, така требало да биде, така нека си е како што е. И баш е скот, беби животот. Јас сум горчлив пелин, ти си пеперминт. И баш е скот универзумот. Ние тројца сме во Ете сме назад, 7 часот и колку? 7 часот 39 минути. 9 минути. Она кое што на самиот почеток ќе му дојде после 9 минути дружење, сакаме да ве потсетиме дека имате можност на било која од социјалните мрежи да не најдете Радио 2 МРТ и да ни испратите како тоа вас ви изгледа утрото. Можеби е гужва прашање, можеби е вашето милиниче, можеби евентуално спалната соба каде што не гледате и не сакате да станете и да почнете со денот. Можеби се веќе работните обврски, но што и да, ако сте доволно храбри да го споделите тоа со нас и ние да го споделиме со сите оние кои што гледаат рано наутро, ве поканувам уште веднаш да го направите истото, или можеби во текот на денот кога и да ви текне на нас да склопите едно кратко видовце, некоја прекрасна фотографија и веќе утре да ја гледаме овде на некаде на екранот веднаш до нас.
Кога сме веќе кај убавите нешта за кои што зборува Зорица, време и за доза чист оптимизам во етерот, ќе ја отворам мојата омилена рубрика понеделнички да стартуваме со срекни вести. Срекни вести секогаш. Имам фантастични вести за македонската економија. Денеска ќе зборуваме за економија во овој блог, додека светот стравува од рецесија, кај нас цвета најпопуларниот сектор. Национално бркање на среќа. Добро. А тоа е како? А тоа е вака, например, додека германците инвестираат во автомобили, јапонците во роботи, дали го прочита викендов податокот дека ние фрливме 852 милиони евра на коцка. Толку народот има потрошено. Не го прочита. Ова ти се вика храбар народ. Ние не чекаме плата, инвестираме директно во среќата. Оваа сума јасно покажува дека приказните за криза и празни джебови се чиста измислица. Не е малку, 852 милиони евра на коцка. Добро утро. Срекна вест или не? Одлучете сами. Добро утро. И машала колку е топло утрово, 22 степени Целзиусови имаме во Скопје. Ни значат многу вашите видеи и фотографии, споделувајте приказни од цела Македонија, па и надвор нели сите што не слушате, а во меѓувреме кога сме ке тоа веднаш веселиме во Преспанскиот регион. Ова парче рај под сонцето во моментов представува вистинска жива лабораторија на отворено, благодарение на влажната пролет. Деновиве во Преспа се случи вистински бејби бум, природата ни донесе на свет безброј пресладки малечки желки. Еве ги гледаме. Ова навистина е срекна вест, додека ние секој утро некако трчаме, паничиме, брзаме. Овие мали оклопни јунаци ни покажуваат како се ужива во животот чекор по чекор и тоа без никаков притисок. Можеби треба некои работи да ги научиме, а исто така треба и да си ја чуваме Преспа, додека таа диша со вакви убавини, има надеж за сите нас. Затоа да си ја чуваме Преспа. Добро утро. А во пресред на туристичката сезона од Охрид деновиве нова револуционерна понуда за сите авантуристи. Па и ова е срекна вест. Апсолутно, најсрекна приклад дека е најсрекна од сите овие. Заборавете на здодевно сончење и пливање, бидејќи оваа сезона во Охрид имаме нова атракција, нели покрај се што се нуди таму, подводен лов на богатство. Така. Имено новото неофицијално правило гласи, кој под вода ќе најде парче мебел, гума или пластика, може слободно да си го задржи кај себе како бесплатен сувенир, иако ќе кажам дека нуркачите кажа при едно влегување во езерото вадат мебел како за еден двособен стан, така да не е тоа само сувенир. Прекрасно. Значи летово во Охрид не ви треба лежалка и крема за сончење. Понесете си маска за нуркање, но подебело јаже за влечење и никогаш не се знае дали од пливање ќе се вратите со охридски бисер или со некој заден бранинг од можеби некоја пунто. И сега да си кажам, секоја чест да нуркачите кои упорно го чистат секоја година она што дел од нашите несовесни сограѓани и нашата некултура со години го таложи внатре во езерото, а до оние што фрлаат мебел и гуми во езерото имам нешто да ви кажам. Може да им кажам? Може. Навистина, дечки, следниот пат фрлете и некој телевизор или радио, штета е да немаме бела техника. Само мебел има и гуми. Па, апсолутно. Да. Не, шала на страна, навистина треба да ги чуваме малку нашите природни богатства, малку повеќе и дека биде ова денес еден потсетник, едно освестување за тоа дали навистина го цениме она што го имаме или не. Добро утро. Добро утро. Од светот на среќата веднаш се префрламе во светот на бајките. Или поточно во светот на македонската реалност, која често пати знае да биде поголемо чудо и од најлудата бајка. Сите знаеме приказната за Алиса, кога последен пат ја имаш гледано? Јас од децава некако редовно си ги гледам сите тие. Јас за жал не. Никогаш овој цртан не го изгледам. Ето, како најдобар пријател мора да доеш да ги научиш сите. А веќе ќе пораснам и никако да го изгледам. Но дали никогаш сте се запрашале, например, што би се случило ако Алиса
влегла во дупка и паднала во Македонија. Нашиот колега Тик-Так правеше едно истражување токму за тоа, па да ја слушнеме неговата верзија на македонската Алиса. А сега, замислете Алиса да падне во зајачката дупка и да влезе право во Македонија. На влезот ќе ја пречека едно бело зајче, кое панично ќе вели доцнам, а при тоа ќе седи на кафе што ќе трае 2 часа и ќе каже ианака никој не почнува на време. Ќе го сретне насмеаниот мачор, најверојатно зад некое пенџерче во државна администрација или на шалтер, кој ќе ја објасни дека за секој проблем постојат 3 решенија. Врска, познанство или ќе видиме. Лудиот шапкар или некој да кажеме, па што знам, PR експерт од Македонија, ќе организира состанок за да договори кога да се одржи следниот состанок, на кој ќе се договара датумот за вистинскиот состанок и ќе се дефинира листа на учесници и партиципанти, кои што ќе треба да се поканат по пат на електронска пошта или евентуално со писмо, ама не сме баш сигурни затоа што Македонски пошти не може да си го регистрира возилото што го купи, па не сме ни сигурни дали ќе стаса. Гасеницата нема да ја праша кој си ти, туку чива си ти. Затоа што тоа е најбитно ако сакаш да завршиш нешто во Македонија. Кралицата на срцата нема да вика одсечете им ги главите, туку пратете ми ги на комисија па ќе се видиме за 6 до 8 месеци. И кога Алиса ќе праша колку време треба за некој документ или колку време е дозволен престој во Македонија, ќе добие 3 различни одговори од 3 различни шалтери и сите ќе бидат неточни. Во автобус ќе научи дека возниот ред е повеќе филозофски предлог отколку обврска, а на семафор ќе свати дека зеленото значи оди, жолтото значи побрзо, а црвеното погледни да не те гледа некој од лево или од десно. По 2 недели ќе почне сама да им објаснува на туристите како функционираат експертите и по 1 месец ќе стане експерт за тури низ Македонија и на сите ќе им вели не се секирај, има време. И конечно ќе стане вистинска македонка и ќе може да добие пасош и државјанство. Колку оваа 2026 година е одлична за македонската музика, како се помена во саботата на концерт? Одлично, можам да кажам дека видовме нешто многу поразлично и донесов еден заклучок од салата, дека ние сакаме да слушаме македонска музика. И јас одамнав го велам тоа. Квалитетна македонска музика. Квалитетна македонска музика. Јован и Елвир ни се следни на Радио 2. Добро утро со нивната најнова Адреналин. Уживаме со македонска музика и се разбира до 8 часот со звук што се гледа. Така добро ми стоиш кога до мене си, како рулет и спин, болка и кафетин. Така добро би ми дошла сега, свесна ли си? Низ пола град те барам, каде си ти? Ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Низ пола град те барам, каде си ти? Ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Касно е, може би за сите касно е, но за ова срце рано е, од тебе не спие. Ей, бейби, јасно е, ке пијам цела вечер, јасно е, за повеќе да не ми поминеш, ти во мисливе. А ти ми правиш само филм, да мислам каде си, дали мирна си. А ти си мој адреналин, кој знам за еден миг ке ме полуди. Низ пола град те барам, каде си ти? Ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам.
кога сме кај квалитетна македонска музика, никако не смееме да пропуштиме, а да не си ја поканиме. Една, чекайте, не ја покажувате. Енергична, силна. Кога станува збор за жена која што ќе ја паметите, дефинитивно нејзиното име и презиме никако ви се појавува. Бојана, добро утро. О, добро утро, каква убава најава како за понеделник. Ефтен ми е драго. 8 часа. Па, веројатно 8 нели? А не 10. Нема 8, Да. 7:51. Веројатно кога ќе помислам на тоа музика со која што сме растеле, твоето име и твоите песни ми се појавуваат многу често. Можеби и вчерашниот коментар беше многу на место, а тоа е дека како поминува време низ твојата кариера, почнавме со песни како Во дилема сум што ќе правам и дојдовме до едно Одиси. Добра анализа, не сум ја размислувала. А видиш, стварно така. Веројатно тоа е созревање. Да. И како жена, и како личност, и веројатно охрабрување. Ма, апсолутно. Имам некои брзи прашања, Ако? кратки, дали си подготвена? Да. Едно секундарниче ќе беше добро да видиме колку време ќе Колку ти сум треба да брза, размислиш. Што е полесно, цела концертна турнеја или да се стаса до МРТВ во утрински шпиц? Ако дојдеш вака рано како што дојдов јас, беше супер. Значи концентра. Океј, ми треба кафе. Песната започнува со Латино Труби. Многу добро започнува. Дали тоа е најава дека ќе го гледаш светското првенство во фудбал или ќе му го криеш далечинското на сопругот? Не, јас ќе се преселам во друга соба. Го предадов Паметно. далечинското затоа што нема тука. Нема борба. Нема борба, поента. се спремам психички. Насловот на песната е Одиси. Дали овие два збора во животот се кажуваат најлесно или најтешко? Па зависи колку ти е прелеја на чашата и колку ти е пукнат филмот, колку си трпел и колку си бил во неубаво друштво. Тогаш многу лесно се кажува Одиси. А ако се двоумиш, веројатно нешто те држи назад. Така да јас многу лесно кажувам Одиси кога ќе се прелеја чашата. Паметно. Дали Одиси е новата химна за сите силни жени кои што решиле да го свртат листот? Да, така нека биде. За сите оние кои што биле во лошо друштво, во неубава средина и долго време трпеле. Нека се охрабрат. Да. Велиш, ќе отидам на места каде што никогаш не сум била. Кој е таа непосетена, посакувана дестинација? Сицилија. Колку ба, не знам дека има точно на мапата каде. Да, има и се надевам дека ова лето ќе си исполнам таа желба. Па да, па зошто да не. Кој е најдобриот лек за скршено срце? Шопинг, пријателки или една ваква мокина песна? Вака, ја пушташ песната, се качуваш во кола и одиш на шопинг со пријателки. Значи се вкупно, Да. ми се допаѓа. Во спотот доминира црна елеганција, еве по тој повод и јас денес. Дали е тоа символ за тага или женска моќ? Женска моќ. За мене црната боја е боја на елеганција, боја на нешто што е веќе созреано. Мистерија. Да, мистерија. И јас ја Гледачите практикувам. не можат да видат, ама и ти надолу Да, во црвено. денеска малку сакав да ве разведрам од по наутро и затоа се облеков во бело. Инаку црната боја за мене е сила. елеганција. И Да. добро ти стои, сум те гледала на настапи, многу добро ти стои. Како најдобро се подпевнува новата песна Одиси? Со засилен звук во автомобил, со четка за коса пред огледало или на цел глас по туш? Па ја моментално Каде во кола. Добро. Ако ме видите И на моето, семафори и дека сум моето одговор е така истиот. влезена во филм, тоа е тоа. Бо зошто да не, на крајот на криштата, па не мора возењето секогаш да го поврзуваме со нервоза. Неодамна, ова многу ми се допаѓа, неодамна стана амбасадор на Домот 11 октомври. Колку оваа улога ти е поважна од било која награда на сцена? А ги имаш многу. Една од најважните награди. Затоа што тоа е награда за човечност и хуманост. Тука не се мери со аплаузи, со пари, нема ни еден комерцијален момент и мислам дека таа е наградата која што го ја крунисува мојата кариера. Па, мислам дека за една жена и за еден општо човек, навистина ова многу важно. Навистина огромен комплимент. Важно е луѓето во вас да гледаат надеж, да гледаат човек кој што може да им помогне, а вас истовремено тоа да ви исполнува. Така. Многу убаво го кажува. И за крај, која е твојата порака до сите жени кои што не следат и на телевизија и не слушаат на Радио 2 и се пронаоѓаат во текстот на оваа твоја песна? Да не прават компромиси ако не се срекни. Да се сакаат себе си и се разбира да го сакаат тој што заслужува да биде сакан, а ако веќе не се во таква околина, да кажат Одиси. Да, сменат околината, многу лесно и Така многу е. стои. Имам уште едно прашање кое што е бонус, може ќе ме потепаат, ама сега ќе го поставам. Дали подобро оваа песна Оди со црвено или со бело винце?
Јас сум љубител на црвено вино. Јас на бело, а гледачите наши ќе одлучат што е оно што повеќе им се допаѓа. Ако дозволуваш, сега и твојата најнова песна, прекрасен спот и песна која што сигурна сум дека ќе ви влезе во увца, како и на нас. Слушам веќе не, жал ми е за тебе, не си дете, не, нели гледаш дека се мачиме, да успееме. И сега оди си, нема да се трудам, веќе не си испразни погледи ти дови осамени, веќе немаме што муабе да правиме, ти оди кај што одиш, за таму ти се роди, јас имам други планови во животот. Ќе отидам на места кај што никогаш не сум отишла, ќе гледам како звездите блеснуваат во мрак, ќе пеам на цел глас до рани зори јас, ќе танцувам на песна вако да е последна. Не сум ти ни мајка, ниту лек за твојот немир. Премногу се трудев, но веќе не ни вреди. И сега оди си, нема да се трудам, веќе не си испразни погледи ти дови осамени, веќе немаме што муабе да правиме, ти оди кај што одиш, за таму ти се роди, да си имам други планови во животот. Кога Бојана ми ја испрати песната, првиот коментар што го пишав е има еден вајб кој што ме враќа во тинеџерство, некаде почеток на 2000-тите, зборувам за ритам, има некоја брзина за сегашнава Z генерација. Има преубав рефрен кој што вели оди си. Толку од нас, 7 часот и 58 минути, тик-так ни се придружува после 8, со Зорка остануваат на Радио 2, а Драги и Симона продолжуваат на македонската телевизија. Колеги, толку од паузата. Ване, каква музичка критика се ти? Како го срочи ова, секоја чест ви благодариме и ви благодариме што ни отстапувате половина час малку и ние да здивнеме и да се сетираме малку поубаво со оглед на тоа дека ни треба кафе понеделнички, може и уште 15 минути да додадете слободно. Секако 2 минути до 9 час.